Ни предстои топол викенд со изгор температури, сенка и повеќе течности како спас од горештините, велат лекарите. Горештините негативно влијаат на целата околина, а и на луѓето. Посебно негативно влијаат кај пациентите, кај сите. Што значи? Дека треба да се избегнува излегување на топло време, да се носе капа, чадор или било што, да се внесуваат многу течности, да се седе во просториите кај што се добијат добро разладени, да се проветрува само наутро или навечер. Дневната температура може да се движи некаде околу 30 степени, во соба збореме, а ноќните околу 24 степени за да може да се спие нормално. Кои граѓани се најчувствителни на топлото време и како да се однесуваат во најавените жешки денови? Хроничните болни се старите лица на 60 години, хроничните болни, трудниците исто така, бебињата исто така се засегнати. Значи, кај хроничните болни многу често може да се случаја и срцево-кардиоваскуларни заболувања, респираторни заболувања, срцев удар или мозочен удар. Бремените жени исто така треба да внимаваат, често пат доаѓа до дехидратација. Посебно бебињата можат многу брзо да дехидрират поради тенката кожа и спарувањето, и затоа многу е битно да се седе во соодветна соба со соодветна температура и да се внесуваат многу течности. Кога стартува топлиот бран и до кога ќе трае? Стабилно сончево и топло време со променлива облачност во текот на денот. За време на викендот температурите ќе се движат максимално до 36 степени. Понеделник може би малку топло, вторник и среда повторно тука некаде пак. Веќе од понеделник, велата од УХМР не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветар од променлив правец. Температурите ќе одат до 37 степени.